Благодарам председателе, почитувани колеги советници, почитувани гости и медиуми. Денес зборуваме за кварталниот извештај за општина Битола. Она што мене ми падна во очи за разгледувајќи го кварталниот извештај е забавени капитални инвестиции. Ниту на економски, ниту на еколошки, ниту на социјален план, општина Битола цвета, како што вие велите, туку состојбата е поразителна. Јас ќе го кажувам тоа врз основа на следните податоци. Капитални проекти кои вие ги ветувавте во предизборната кампања беа гасификација за почист воздух и пониски трошоци на граѓаните и ќе биде реализиран проектот до 2020 година. Значи, имаме 0 денари реализација. Современ јавен превоз ќе биде готов до 2020 година. Нов систем за управување со отпад. Проектот ќе заврши во 2021 година. Обновата на офицерски дом 2020 година ќе биде готов, за денес да имаме 0 денари реализација. Нов спортски комплекс, а имаме само 5,9% реализација во стадионот. Подобрена инфраструктура 6% реализација, ветивте 28 улици за 2019 година, а имаме 6%. Велосипедски патеки ќе сте изграделе до 2021 година. Современ градски пазар. Оплеменети нови зелени површини, а вие тука се фалите дека сте ги одржувале до сегашните зелени површини и со 60% реализација, тоа е работата на јавното предпријатие Комуналец. Нов сточен пазар ќе сте изграделе до 2020 година. Нова зграда за противпожарна заштита ќе беше завршена до 2019 година. Надземен пешачки премин кон Буримечка до 2021 година ќе беше готов и Копанки 2019 година ќе беше завршен проектот, а денес имаме 0% реализација на туризмот. Имаме 16% реализација за екологија, тоа се оние пари што ги дадовме за субвенции и ништо повеќе. Повторно иди есен, зима и повторно граѓаните на Битола ќе дишат загаден воздух благодарение на вас. Бидејќи ветивте дека ќе го исчистите воздухот, а ништо не направивте во однос на тоа. Понатаму, ние сме немале проекти. Па улица Широка, чиј проект беше, колеги? Требаше само да се асфалтира, чекавте 2 години да се асфалтира и чекавте денот пред избори во петокот за да ја асфалтирате улица Широка. Прочистителната станица, чиј проект е? Јас кога разговаравте вие, молчев и ве слушав. Така, колега, бидете малце коректен. Така. Прочистителната станица, чиј проект е? На ВМРО ДПМН е. Понатаму, стадионот, чиј проект е? На ВМРО ДПМН е. Така, сте имале градежна сезона, а директорите ваши секој месец одат на одмор. Јас колку што се сеќавам, директорите во летен период не одеа на одмор додека се градеше. Кажувате дека работите стабилно, а јас ќе кажам ништо не работите. Кажувате дека работите транспарентно, а тоа го докажавте со платформата за ракометниот клуб Пелистер, кога ни ги дадовте податоците во 10:22 часот вечерта, против статут и деловник на Советот работите и ќе ве подсетам за ист таков договор кој што го склучи
Владимир Талески со фирмата Церма, вие тука говоревте дека е криминален во 4 очи и тоа е вашето лицемерие. Сега исто така вие нетранспарентно работите и за жал требаше да бидеме обавестени една недела предходно за да го разгледаме таа платформа, не ден, ноќта пред одржувањето на седницата. Значи ќе завршам со 25% реализација на буџетот за 6 месеци во 2019 година, од каде се абстрахирани 156 милиони евра, кои што ви ги даде владата како финансиска поддршка, најверојатно од рекетот што го правивте изминатите 2 години.